Морало да се склучи милионскиот договор со марковски компани за РЕК Битола непречено да произведува струја, тврдат од ЕСМ. Стручни лица утврдиле дека било неопходно да се склучи сделката за изнајмување на механизацијата од која компанијата на белорускиот почасен конзул Борче Марковски ќе ќари 4,8 милиони евра. Од ЕСМ во одговор за Алфа велат дека набавката била според планот за работа на комбинатот и планот за производство на ЕСМ. Освен за ископ и утовар на јагленот, што се јавува на работните етажи, механизацијата што е предмет на јавната набавка, ќе се користи за изработка на канали за одводнување на родниците, изработка на водособирници, чистење на погонските станици од материјал, изработка на патишта и достава на материјали до багерските станици. Марковски компанија е фирма која е основана во 2002 година со паричен влог од 2500 евра. Но во годините наназад стана омилената на власта СДСМ дуи за делење тендери. Според последниот договор, ќе заработуваат по 7800 денари на час за изнајмување на хидрауличен багер на гасеници, 1790 денари на час за багер. На прашањето како е одбрана токму марковски компании, дали имало пријавено и други компании, од ЕСМ велат дека имало уште една фирма, но таа не ги исполнувала условите и немала дигитален потпис. На јавниот повик за набавка на услуга од ангажирање на помошна и градажна механизација за потребите на РЕК Битола се јавија две фирми понудувачи. Понудата на едниот економски оператор беше неприфатлива од причини што не беше доставена согласно условите од тендерската документација, односно не ги исполнуваше условите за техничка и професионална способност и немаше дигитален потпис на доставената документација. За делењето тендери и испомпувањето пари од државната каса преку ЕСМ имаше низа реакции во минатото. Неколку месеци пред изборите, државните електрани со народни пари набавуваа 52 возила вредни 2,3 милиони евра, а се додели еден од најголемите тендери за РЕК Битола повторно на марковски компани во вредност од фантастични 46 милиони евра. И додека ЕСМ очигледно служи за влечење пари од државниот буџет наместо за инвестиции, електроенергетскиот систем во Македонија постојано крахира. Недомакинското работење потрошило дури 3,2% од бруто домашниот производ за субвенционирање на електрична енергија, покажаа последните анализи.